Земјите членки на Европската Унија засега се воздржуваат од коментари во јавноста за францускиот нон-пейпер кој предвидува нова методологија во пристапувањето на нови држави. Документот изготвен во Париз во петокот бил дистрибуиран до европските престолнини, меѓу кои Стокхолм. Шефицата на шведската дипломатија денеска во Скопје потврди дека го добиле францускиот документ, го виделе, но и дека се уште траат анализите за неговата содржина. Документот се уште не е целосно анализиран. Наша позиција е дека би сакале да видиме реформирање на начинот на пристапување. Затоа ја поздравуваме оваа иницијатива, но засега не сум подготвена за документот да зборувам во детали. Шведска го поздравува значајниот напредок во реформата на судството, борбата против корупцијата, како и реформата во разузнавачкиот систем. Клучно е Северна Македонија да ги продолжи реформите. Преспанскиот договор е од суштинско значење за просперитетот на регионот, исто како и конструктивната улога на Северна Македонија. Вели дека е свесна за разочараноста во земјава откако врвот на Унијата не успеа да усогласи одлука за старт на преговори. Она што Линде сега можеше да го каже дека Шведска останува поддржувач интеграциите на регионот и покрај воздржаноста на некои други членки, како на пример Франција. Нон-пейперот на Париз стигнал и во Скопје. Е клучно и тоа е наведено во овој нон-пейпер, што се работи за процес кој што има крајна цел членство. Тоа е повторено на неколку места во нон-пейперот. Ние би сакале да имаме услови за рамноправен надпревар со сите земји од нашиот регион, од Западниот Балкан, и мислам дека е важно процесот на пристапување, каков и да биде, да овозможи една олимпијада на реформи. Францускиот амбасадор во земјава денеска потврди дека нон-пейперот, освен што е предаден на земјите членки, е доставен и до македонската влада. Според Тимоние, Париз ги очекува реакциите на француските престолнини, но и на Скопје за документот кој на неколку страници ги содржи 4 нови насоки што ги предлага Франција. Постепено придружување, построги услови, по конкретна корист и реверзибилност на процесот на пристапување. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.